Кошаркарките на Патриот на домашен терен во Делчево ќе го пречекат тимот на Бадел, каде домашниот тим ќе бара излез од резултатската криза, бидејќи домаќинот има 4 порази во низа во однос на Бадел кој ќе бара втора победа во низа. Пролетниот дел Патриот го отвори со висок пораз со непоразениот лидер Крива Паланка, потоа следуваше висок пораз и од шампионот Баскеткам, а во претходното коло екипата на Патриот претрпе висок пораз од МЗТ Скопје, а 2024 година екипата на Патриот исто така ја затвори со пораз. Сега пред тимот од Делчево ќе биде предизвик да се бара триумф против Бадел од резултатската криза, а домашниот терен и поддршка до публиката ќе биде предно за нив. Дербито на колото ќе го одиграат Вардар и шампионот Баскеткам. Оваа ќе биде соочување каде тимот од Македонска Каменица ќе има улогата на фаворит, а домашниот тим ќе се подпре на поддршката од публиката и домашниот терен. Баскеткам нема право на грешка, веќе во следното коло ќе следува соочување со Крива Паланка во трката за титулата. В енерџијата Про Баскет во Кавадарци ќе го пречека МЗТ Скопје, каде домашниот тим ќе ја бара дури првата сезонска радост, а пак МЗТ Скопје ќе атакува на триумф со цел да биде подобар во однос на тимот од Кавадарци. Во рамки на 11-тото коло на првата А лига слободно ќе биде екипата на Крива Паланка. Во однос на 11-тото коло од првата Б лига, колото ќе се отвори денес со дербито покрај зерото на Охрид и Струга. Дерби од капитална важност и за двете екипи. Охрид сака влез во првата А лига, а пак Струга и со истата цел да направи експресен камбек во првата А лига, откако минатата сезона испадна од истата. Утре екипата на гостивар на домашен терен ќе се соочи со екипата на Шкупи, каде гостинот ќе биде фаворит за триумф против домашниот тим кој е в енерџија и нема позитивни резултати, односно има 7 порази од толку над превари. Слободно ќе бидат екипите на Ринја и Спорт Тим.